Добро вечер. Ова се минути за најновите информации од културата. Представата Синот во режија на Благој Мицевски беше премиерно одиграна во Струмичкиот театар Антон Панов. Работена според истоимениот текст на еден од највозбудливите драмски писатели на денешницата, французинот Флориан Зелер. Синот е семејна приказна која не соочува со проблемот на адолесцентската депресија. Представата се игра во чест на одбележувањето 30 години актерска дејност на Колјо Черкезов. Во топлината на Струмичката театарска сцена на 12 јуни се случи тивок земјотрес на емоции, кревкост и болка. Премиерата на представата Синот од францускиот драматург Флориан Зелер во режија на Благој Мицевски за прв пат доби свој живот на македонската сцена. Во Струмица на сцената на театарот Антон Панов зазвуче гласот на болката, збунетоста, љубовта и тишината, што и претходи на трагедијата. Во оваа семејна драма која зборува за тешко препознатливата, а честопати игнорирана адолесцентска депресија, секој лик носи своја ранливост, своја вина и своја вистина. Мојот интерес за драмите на Флориан Зелер од пред неколку години е познат по тоа што пишува драми од секојдневието и тоа се воглавном фамилиарни проблеми на луѓето во определена возраст. Представата е посветена на 3 децении и актерска посветеност на Колјо Черкезов, кој во оваа продукција ја игра улогата на Пиер, татко кој се соочува со нешто што не се учи во ниедна книга. Како да му се помогне на својот син кога душата му тоне во тага. Баш имаше една така интересна ситуација со колегата младиот, кој што Михаил Велков, кој што го играше синот. Еднаш ми дојде баш така, некако ситуацијата преку глава и викам, абе, слушај што ќе ти кажам. Јас за мојот син толку не сум се секирал, колку што за тебе сега се секирам. На сцената заедно со Черкезов настапија и Михаил Велков, Јасмина Вучкова, Јулија Милкова, Ванчо Василев и Томе Витанов. Оживувајќи приказна што не тера да се запрашаме, колку навистина ги слушаме најблиските. Интересен беше самиот процес на работа, затоа што режисерот бараше од нас да бидеме ние, а не да играме нешто друго. Значи, тој доктор требаше јас да го налепам на себе, а не нешто да правам што не сум јас. А бремето на мајката, таа невидлива тежина ја носи актерката Јасмина Вучкова. Многу е деликатна, повеќе слојна, тешка улога, затоа што бремето на синот и на самата драма ја носи мајката. Сценографијата исто така дело на режисерот Мицевски. Ја зацврстува атмосферата на внатрешно распаѓање, додека музиката на Маријан Неќак ја впишува тишината на душата меѓу зборовите. Преводот е на Јадранка Стевкова, а костимите на Ванчо Василев. Ова е прва македонска поставка на ова дело, кој од 2018 година наваму предизвикува театарски и филмски восхит ширум светот. Синот не беше само премиера, туку и огледало и повик да зборуваме за депресијата, да не молчиме кога најмногу треба да бидеме глас. Почесното Рациново признание за ширење на македонската литература и култура во странство го доби професор доктор Намита Субиото од Словенија. Вонреден професор по македонски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Признанието и беше доделено вчера вечер во Велес во рамки на 62-те Рацинови средби. Во Велес во теке 62-то издание на културно-поетската манифестација Рацинови средби, за која организаторите велат дека годинава нуди најбогата и најамбициозна програма. Презадоволни сме, бидејќи ова е досега најамбициозното и најимпресивно издание на 62 Рацинови средби. Навистина пребогата програма, еден раскошен мозаик од активности, културни, поетски, уметнички, но и рекреативни, спортски, воопшто една голема синергија се роди и навистина ова можам слободно да кажам дека е прекрасен еден изворник, 11 дена манифестацијата оваа година и навистина прекрасен мозаик. Особено импресивно е тоа што има прекрасен одзив и од граѓаните. Велес живее, ова е празник за поезијата, Велес е метропола на поезијата и особено убаво одекна и Рациновото признание за Оливера Червезировска и почесното Рациново признание за професор доктор Намита Субиото, која што е истакнат македонист и речиси 3 децении е посветена на македонистиката.
Во рамки на манифестацијата, вчера вечер беше промовирано тритомно издание Кочо Рацин, после што следуваше поетски митинг кој се одржа во амфитеатарот на Младинскиот парк и на кој настапија познати поети од Македонија, Албанија, Србија и Бугарија. А традиционално беше доделена и почесната Рацинова награда, која ја доби професор доктор Намита Субиото од Словенија, истакнат македонист и вонреден професор по македонски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, каде што од 2004 година ја води катедрата за македонски јазик и книжевност. Наградата и беше врачена од страна на градоначалникот на Велес Марко Колев, кој е председател на организацијскиот одбор на Рациновите средби. Ова беше изненадување за мене, иако посветено работам на македонистиката повеќе од 20 години, но сепак Рацин е еден од моите омилени автори. Знам за Рацинови средби, знам дека постои голема традиција повеќе од 60 години и дека ова признание го добиват навистина реномирани истражувачи, аформатори на македонската литература и култура надвор од Македонија. Рацин е, што да кажам, почеток, историја и сегашност и иднина. Неговиот збор е како вечен. Рацин, со него се влюбувате во македонскиот јазик, иако не е ваш. Така ми се случи мене. И кога и денес ги читам неговите стихови, ми се чини како вчера или денес да се напишани и неговата порака е бесмртна. 62-рите Рацинови средби ќе бидат свечено затворени на 17 јуни со изведба на театарската представа Рацин, која ќе биде изведена во театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот во Велес. Археолошкиот музеј во соработка со фондацијата Кирил Трајковски постхумно го промовираше капиталното научно дело Епископијата на Брегалница и Моробитсон, 7 до 14 век. Оваа монографија е резултат на децениска теренска и кабинетска работа, инспирирана од стремежот на авторот да ги обедини археолошките, историските и христијанските извори за еден од најзначајните духовни и културни центри на источното подрачје на денешна Македонија. Книгата представува докторска дисертација на Кирил Трајковски, која што за жал поради неговата прерана смрт никогаш не е била одбранета. Со оваа книга, меѓутоа и со изложбата на негови лични предмети, која што ја подготви Националниот археолошки музеј, сакаме да му одадеме почит на Кирил Трајковски и на некој начин да го продолжиме сеќавањето за се она што го има направено за македонската археологија. Археолошки научно-публикацијски гледано, од каталогот Средновековен накид, Музеј на Македонија 82 година, преку прецизните информации од археолошките ископувања во Мородвис, преку потрагата по гробот на Јован Оливер, сознанијата за Мородвишката епископија, византиско-словенските односи на Источна Македонија, епископските средишта источно од Вардар, карпестите форми од големо градиште кај Конјух, кастелото на Пчиња, инаку Маркови кули Летевци, што беше капитален проект на владата на Република Македонија своевремено, црквите на светите 15 тивериополски маченици во Струмица, античките бањи во село Банско Струмичко, неговите согледувања за градовите, Цареви кули Струмица, Штивскиот исар, Баргала кај Горни Козјак, град кај село Градо. Неколку позначени работи кои што сме ги направиле и за македонската археологија и за странците, тоа е дека во Британија имавме размена меѓу британски археолози и археолози од Македонија кои што беа присутни и има држја предавања на Универзитетот во Оксфорд. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.